Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите волшебна чоколада. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи. За пандишпан 100 грама чоколада за готвење, 100 грама мелени лешници, 200 грама брашно, 200 грама путер, 5 јајца, 150 грама шеќер, 125 грама суво грозје, 3 кафени лажици прашок за печиво, 2 лажици какао, 3 лажици рум. За крем 1 ванили шеќер, 2 лажици какао, 2 кесички за цврстуваш за шлак, 400 мл сладка павлака, 2 лажици рум. За украсување 200 грама чоколада за готвење, чоколадни стапчиња, 100 грама дробени лешници. Потребното време за подготовка на овој десерт е 50 на минути. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во сад за матење ги ставаме путерот и шеќерот. Матиме со миксер додека путерот стане пенест. Потоа во садот ги додаваме 5 јајца. Откако ќе добиеме еднолична смеса, го исклучуваме миксерот. Во садот ги додаваме мелените лешници, прашокот за печиво и 2 лажици какао. Матиме со миксер додека добиеме хомогена смеса. Не прекинувајќи со матењето, во садот додаваме 3 лажици рум и брашното. Потоа во садот го додаваме сувото грозје. Го исклучуваме миксерот. На покрупната страна од рендето во садот за матење рендаме 100 грама чоколада за готвење. Повторно матиме со миксерот додека добиеме хомогена смеса. Тркалезниот калап за печење го намрсуваме со путер. Го истураме тестото за пандишпан во калапот. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме кремот. Во длабок сад ја ставаме сладката павлака. Ги додаваме ванилиниот шеќер и зацрстувачот за шлак. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната густина. Во изматениот шлак додаваме 2 лажици какао и 2 лажици рум. Откако смесата ќе се соедини, го исклучуваме миксерот. Калапот со испечениот пандишпан го вадиме од рерна. Почнуваме со подготовка на шоколадниот прелив за украсување. На парчиња ја кршиме чоколадата и ја ставаме да се топи на паре. Во садот додаваме и масло. Пандишпанот пак го вадиме од калапот. Го сечеме на половина. Садот со растопената чоколада го тргаме од оган. Врз првата кора пандишпан го нанесуваме кремот. Врз кремот ја нанесуваме втората кора пандишпан. Целата торта ја премачкуваме со чоколадниот прелив. Страничниот дел од тортата го облепуваме со дробени лешници. Потоа ја ставаме тортата на чинија. На крајот на горната површина на тортата наросуваме дробени лешници.
Ги кршиме чоколадните стапчиња на парчиња и ги нанесуваме врз тортата волшебна чоколада. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 50 на минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!